Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на ресорното министерство и на овој министер и на претходниот министер и нивното учество финансиско заедно со владата во изградба на овој капацитет, кој што го зголеми капацитетот на објектот Синоличка, а воедно и општина Куманово учествуваше со своји средства во делот на изградба на подземната инфраструктура, тоест водоснабдување и други подземни врски. Целта е да се зголеми капацитетот, за да можеме да ги зголемиме бројот на слободните места во детските градинки во Куманово. Ова е една од неколкуте мултиетнички градинки, каде што имаме настава на повеќе наставни јазици. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на директорот на детска градинка Ангел Шајче и на сите вработени во јавните институции за доприносот кој што го даваат во делот на воспитно-образовниот процес и изгрижување на нашите најмили. Министерството за труд и социјална политика, заедно со владата, вложува сериозно во предшколското образование на најмладите. Особено преку изградба на нови градинки, проширување на веќе постоечки капацитети, меѓутоа и вложување во професионалните компетенции на вработените стручните кадри кои што работат со најмладите. Свесни сме за значењето што предшколското воспитување и образование го има во изградбата на идните градители на нашето општество. Денес сме во градинката Синоличка, која што е во склоп на јавната установа детска градинка Ангел Шајче во Куманово, каде што има проширување на постоечкиот капацитет на градинката, со што би се офатиле дополнителни 37 деца во две групи од 9 до 18 месеци и втората хетерогена група која што ќе офати деца од 3 до 6 години. Јас, почитувана директор, ќе ви посакувам успешна работа и да продолжите вака одговорно да се грижите како за децата, така и за вработените, а на градоначалникот му посакувам проекција на нови вакви објекти, за да го зголемиме офатот на деца во предучилишно образование и да исполниме нашето ветување пред граѓаните дека до 2024 година 60% од нашите дечиња од предшколска возраст ќе бидат сместени во градинки.